Почитувани представници на медиумите, сведочиме на продолжен тренд од несоодветни и неквалитетно планирани политики на владата предводена од СДСМ и ДУИ. Оваа влада по 5 години владење не создава опипливи политики, кои ќе помогнат да се заштити животната средина и здравието на граѓаните. Наместо тоа, предлагаат воведување на еколошка такса, која ќе зацкрива реалноста дека истата се воведува како форма на кризен данок. Наместо државата се грижи за инвестиции во зелени проекти, владата има намера да наплаќа од секој граѓанин и од секоја компанија, со цел да финансира проекти што нема да постигнат некој значителен ефект, освен можеби политички да го оправдаат ребрендирањето на еден од своите коалициони партнери. Потенцираме дека немаме задршка во однос на потребата за адресирање на современите еколошки предизвици, но за тоа постојат редица прифатливи начини, други финансиски инструменти и соодветни мерки. Во овој тежок кризен период не смееме да дозволиме најсилно да бидат оштетени граѓаните и стопанските субјекти. Токму овој владин предлог за воведување на нова давачка со која практично се зголемуваат цените на горивата за граѓаните, со сигурност ќе влие кон нов бран на зголемување на цените на транспортот и на сите други производи, зголемување на неконкурентноста на македонските компании на светскиот пазар, за да во овие кризни времиња сето ова има потенцијал да предизвика и дополнителен шок на целата македонска економија. Токму ваквиот предлог закон е и силен доказ за антипазарниот пристап на оваа влада, која од самиот почеток и недостасува сериозен и остварлив концепт за борба против сиромаштијата, засилен економски развој и барем минимално подобрување на животниот стандард на граѓаните. Подолг период во собранието алармираме дека владата се подготвува да пристапи кон зголемување на даноците. И во поглед на ова прашање до пред некој ден бевме обвинувани дека ширеме лажни вести. Зарам сега не е очигледно дека единствените кои шират лажни вести се токму представниците на мнозинството. Бидејќи мнозинството често знае да каже дека ВМРО-ДПМН ја блокира на работата на собранието, оценуваме дека е потребно да истакнеме дека ВМРО-ДПМН блокира единствено закони кои им нанесуваат сериозна и непосредна штета на и така веќе погодените граѓани и компании. Во однос на овој предлог закон, ставот на академската заедница, стопанските комори и граѓаните е едногласен, а нивниот заклучок и јасна порака е дека станува збор за погрешна мерка во погрешно време. Имајќи го во предвид кажаното, ставот на ВМРО-ДПМН е цврст и јасен. Без двоумење ќе го блокираме овој предлог закон, користејќи ги сите постоечки демократски механизми и ќе го спречиме неговото донесување. Во случај мнозинството да продолжи да го прави тоа што го прави најдобро, а тоа е насилно и надвор од процедура, да донесе уште еден закон кој удира по джебот на граѓаните, тогаш приоритет на новата влада на ВМРО-ДПМН ќе биде целосна ревизија на сите антипазарни политики, меѓу кои и високите даноци. Нашето решение е едноставно. Граѓаните ќе осетат вистински ефекти преку намалување на даноците и давачките кон власт, како и безусловно укинување на така наречена еколошка такса. Дали имате некој прашање? Ние веќе подолг период кажуваме на тоа дека бугарските позиции се транспарентни и јасни. Сите ги знаеме. Тие стојат позади позиции утврдени во бугарското собрание. Предходната недела во ова собрание имаше седница на Комисијата за надворешна политика. Имаше за цел иницијатива од нас како партеници, јас како еден од членовите на таа комисија стоев позади таа иницијатива, да утврдим што е тоа за што Македонија може да преговара, а што е тоа за што ниту еден политичар никогаш не има овластување да преговара. Вие како медиуми се сеќавате, но да ги подсетим и граѓаните дека пратениците на мнозинството ја напуштија таа седница со цел да блокираат формирање на национални позиции.
И сето тоа не потсеќа на едноминато време кога овие исти функционери во последните 5 години постојано ветуваа што ќе направат, што нема да направат, но постојано го прават сосема спротивното од тоа што го ветуваат. И од нив слушаме флоскули, од нив слушаме демагогија, но никако да слушнеме која е позицијата на Република Македонија, за што се преговара во моментот, и затоа е лицемерно обвинувањето дека опозицијата, и тоа го слушнав, ги кочи процесите. Опозицијата е единствената која што се обидува да ги поспеши овие процеси, примерно преку утврдување на што е тоа за што не смее да се преговара. Идентитет, историја како дел од идентитетот, македонскиот јазик, македонските национални малцинства и сите тие најбитни прашања кои што се дел од македонското национално битие. Јас не чувствувам дека владата стои цврсто позади тие позиции, токму заради нетранспарентноста и немањето желба да се утврдат такви позиции таму каде што би очекувале дека тоа би се случило, а тоа е во рамките на собранието. Ние нашиот став по однос на ребалансот на буџетот ќе го изразиме во форма на бројни амандмани, кои што ќе бидат доставени во соодветен рок и кои што ќе бидат дискутирани и на Комисијата за финансирање и буџет и на пленарната седница. Во однос на тоа, што ние сметаме дека е поприоритетно да го има во буџетот, колку тоа што го има во моментот. Еве вака најпросто да го објасним. Во однос на еколошката такса. Има многу механизми кои што може да се искористат за да се блокира овој закон и сите кои што ни се на располагање, согласно деловникот на собранието, ќе ги користиме. Од наша страна очекување е дека доколку ги користиме тие механизми, ќе го спречиме донесувањето, но пракса на ова мнозинство е некојаш надвор од процедурата, со сила, па не само на ова мнозинство и на претходното мнозинство, со сила да се донесуваат закони, и затоа го кажувам, може они, бидејќи се имаат пракса на функционирање надвор од уставот, надвор од законите, повторно тоа да го направат. Но има решение и граѓаните не треба да се грижат, бидејќи следна влада на ВМРО-ДПМН ќе пристапи кон целосна ревизија на оваа, ќе повторам уште еднаш, антипазарна даночна политика која што оди на штета и на секојдневниот граѓанин, но оди на штета на стопанските субјекти кои што треба да се грижат за развој на економијата. На Македонија е потребна даночна политика која што ќе значи намалување на даноците, олеснување на тоа што треба граѓаните и компаниите да го плаќаат спрема буџетот, а тие средства што ќе имаме во буџетот, развојно да ги користиме. Не знам, еве, компаниите и граѓаните нека си го постават сами прашањето дали во последните 5 години буџетот е користен развојно, кои се капитални проекти, инвестиции во кои што е инвестирано, дали е направено било какво раздвижување во било која област. Овој данок има за цел само да ги санира лошите политики и меѓу другото се сомневаме и да служи за предизборен подкуп. На штета на граѓаните и компаниите, а секако во интерес на поединци од ова парламентарно мнозинство. Јас вчера слушнав една шпекулација. Веројатно на некој брифинг председателот на собранието нешто кажа. Така да во таа смисла би чекале сето тоа да биде официјално. Си има институции на системот кои што се грижат и за спроведување на изборите, тоа е Државната изборна комисија. Секако председателот на собранието има надлежност да ги распише тие избори, но да почекаме сето тоа да биде официјално за да можеме ние потоа да артикулираме конкретен став по ова прашање.